Добар ден, почитувани. Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е вице-премиерката за политики за добро владење Славица Грковска. Вице-премиерке, нужно ли е навистина постоењето на овој ресор во владата? Кој е вашиот фокус во работата? Позиција за креирање на политики за добро владење е прилично важна позиција на која што огромно значење придаваат и европските институции, имајќи го предвид фокусот на нивниот интерес и во извештаите, и генерално. И токму заради тоа и на вакава позиција се покажува како нужност, имајќи предвид и од истакнувањето на сите странски представници со кои што имав сред изминатиот период. Креирање на политики за добро владење е позиција која што во суштина има функција да ги координира институциите за наоѓање на механизми за поефикасно и потранспарентно функционирање на системот. Многу често во тој ланец на носење на одлуки учествуваат повеќе институции за кои што некогаш за да се најде решение кое што е многу лесно и едноставно, потребно е само некој да ги седне на иста маса и да ги координира, тогаш решението многу лесно и брзо се наоѓа. Во секој случај барем се детектира каде е проблемот што кочи понатамешно функционирање, ефикасно функционирање и соработка меѓу институциите и како тој проблем да се надмине. Така да мислам дека една таква позиција и за ова кратко време колку што постои ова позиција од 3,5 недели и бројните состаноци што во меѓувреме сме ги имале покажува дека овој начин на функционирање е прилично ефикасен, заради тоа што до сега прилично сме напреднале во консултациите и во имајќи партнерски однос со другите институции и во нивната координација во изнаоѓање на решенија кои што се функционални. Една деценија бевте пратеничка, па една деценија ве немаше во високата политика. Доаѓате на оваа функција од висока раководна позиција во информатичкиот сектор, каде што верувам платите се повеќе од добри. Која е вашата мотивација за враќање во политиката? Само да ве исправам, доаѓам во оваа позиција од позиција во Министерството за внатрешни работи, каде што работев како главен системски аналитичар во секторот за информатичко-комуникацијски технологии. Мотивацијата беше позицијата која што ми беше понудена. Токму позицијата за креирање на политики за добро владење, заради тоа што искуството што претходно, моето политичко искуство што го имав претходно како советник во град Скопје и како пратеник 3 мандати, кој што потоа континуирано продолжи и во приватниот сектор, во IT компаниите, а и понатака во Министерството за внатрешни работи, во кој што главен фокус ми беше наоѓање на механизми за ефикасно функционирање на тимовите, процесот на дигитализација практички дојде како некој природен континуитет на се она што претходно сум го работела. За мене беше голем предизвик и едноставно можност и голема обврска и голема одговорност да се обидам целото искуство што до сега сум го стекнала, да го ставам во функција на интересот на граѓаните и да се обидеме да направиме што е можно потранспарентен и поефикасен систем кој што ќе функционира и кој што многу побрзо и поефикасно ќе ги сервисира потребите на граѓаните. Минатогодишната анкета на Институтот за демократија Societas Civilis покажа дека повеќе од половина од именуваните раководители во изминативе 2 години го немале потребното искуство, па неисполнувањето на условите се заобиколува со тоа што тие се назначуваат за вршители на должност. Имате ли моќ да се спротивставите на ваквата распределба на функциите во која партиската припадност е единствен критериум? Сметам дека треба веде позицијата да биде исклучок, а не да биде правило. И тоа само во оние случаи каде што тоа законот го дава како можност. Мислам дека треба многу внимателно со таквите назначувања, за да не се доведе во ситуација од една страна да се кршат законските решенија,
а од друга страна, токму тоа што го спомнувате, да се заобиколуваат барањата на законот, кои што се практички дефинирани за одредена позиција. Се надевам дека на ова ќе се води повеќе сметка во иднина и дека на кадровските решенија ќе се гледа од стручен и професионален аспект многу повеќе отколку од аспект на партиска припадност. Од доаѓањето на СДСМ на власт во 2017 година, бројот на вработени во јавниот сектор е зголемен за над 20.000 луѓе, во услови кога постојано има критики за превработена и неефикасна администрација. Како да се промени тоа? Проблемот е што, знаете како, во изминатите 11 години додека ВМРО ДПМН беше на власт, имаме вработување на секаков тип на кадри кои што не се соодветни. Меѓутоа ги штити законот и вие нема како да го санкционирате тоа, а од друга страна не можете да ги ставите во функција заради тоа што се со несоодветно образование и само едноставно се водат како вработени. Значи, од една страна имаме во одредени сегменти недостаток на кадри, како што се во IT секторот, сметководители и така натаму, а од другата страна имаме во другите делови една поголема бројка превработеност кои што практички не може да се стават во функција. Со оваа реформа во јавната администрација очекувам да се создаде една реална слика на реално постоечки позиции каде што мобилноста во јавната администрација ќе овозможи покривање на потребите од постоечката јавна администрација и секој да си ги добие обврските согласно степенот на образование. Сакам да укажам на тоа дека ако некој се нафатил на обврски, ако некој се нафатил да работи во јавната администрација, треба одговорно и професионално да се врши својата работа без разлика во приватниот дел од времето на која политичка гарнитура прифаќа. И тоа мислам дека треба на сите да им стане јасно дека јавната администрација е сервис на граѓаните, не е на партиите. И ние како политички партии, не само како од власта, туку и како опозиција, имаме обврска едноставно секој во нашата моќ да влијаеме на креирањето на таквата свест во јавната администрација. Велите има обврска, но дали има политичка волја за тоа? Во оваа гарнитура има политичка волја. Не можам да кажам дали е тоа така кај опозицијата, тоа ќе видиме кога ќе се прошири расправата за реорганизација на јавната администрација, колку и како е искрена опозицијата во овој аспект. Најавивте подготовка за дигитална стратегија со помош на експертите од Естонија. Сега сме 2022 година, не е ли доцна за таква стратегија? Па видете, Македонија нема стратегија за дигитализација. И мене ми е многу жал што е тоа така. Меѓутоа, тоа не значи дека не треба да се направи. Нужна е стратегија за дигитализација, затоа што е нужно да се даде една рамка во која што тој процес мора да се движи. Процесот не завршува брзо, треба да имаме предвид дека е тоа долг и скап процес, во ниту една држава не завршил брзо. Прашањето е само на тоа која држава колку порано почнал. Се одвива дел од процесот во одредени институции паралелно, тоа не е спорно, меѓутоа треба постратешки пристап и поорганизирано и посистематизирано организирање практички на овој процес. Има ли кадровски потенцијал во администрацијата за спроведување на таква реформа? Тоа е многу интересно прашање. Тоа дополнително ќе се соочиме со недостиг на кадри, како што кажав, од една страна од IT секторот, од телекомуникации, од друга страна убедена сум дека во Македонија има квалитетен човечки потенцијал кој што сака да се стави во функција и кој што ќе придонесе многу за овој процес. Антикорупцијската комисија се пожали дека од 165 иницијативи за кривично гонење во изминатите 2 децении само 3 стигнале до суд. Која е смислата на нивната работа ако никој не реагира по нивните укажувања? Јас воопшто не би го довела во прашање постоењето на Државната комисија за борба против корупцијата. Напротив,
сметам дека е исклучително важно како независно тело, кој што практички представува гласот на народот. Јас така гледам на Државната комисија за борба против корупцијата, особено овој состав и со измените кои што се направени, законските измени 2019 година, заради тоа што сигурна сум дека се сеќавате дека претходно во минатиот период Државната комисија за борба против корупцијата практички не постоеше. И можеме само ретко да се сетиме на ретки пресконференции каде што имаше некои чудни формулации од типот нема веќе прашања, тоа е тоа, немој да ме прашувате понатака, за разлика од овој состав на Државна комисија за борба против корупцијата кој што е прилично охрабрен, има гласност, покренува иницијативи, покренува прашања. Меѓутоа, тоа што е многу важно да се напомене тука е дека Државната комисија за борба против корупција е само една алка во синџирот на институции кои што треба да се борат против корупцијата. И ако само една алка од тие институции не функционира, тогаш не можеме да зборуваме за успешност. Високопрофилните случаи за корупција ретко стигаат на суд, а и кога ќе стигнат се добива впечаток дека постапувањето против обвинетите е со поголемо внимание отколку кон обичните граѓани. Има ли во оваа земја правда за луѓето со пари, моќ и влијание? Јас сакам да верувам дека има. Сега се обидувам да најдам зборови со кои што не бија нарушила независноста на судството. Меѓутоа, сепак сметам дека во судството има одговорни и професионални луѓе кои што одлично си ја вршат својата работа, како и во секоја друга професија. Меѓутоа, има еден мал дел кој што внатре треба да најдат храброст и начин како да ги санкционираат, заради тоа што мислам дека не заслужуваат еден огромен број судии кои што професионално си ја вршат својата работа да бидат етикетирани и да бидат ставени со истиот кош на непрофесионални судии за кои што сме сведоци и согласно реакциите во јавноста. Сметам дека законот мора да важи подеднакво за сите. Очекувам и обвинителството, и судовите, и сите независни институции во овој дел да си ја вршат работата крајно професионално, без да водат сметка на името и презимето или пак на некој од која позиција доаѓа. Заради тоа што правда подеднакво заслужуваат и од најмалиот до најголемиот, условно кажано, заради тоа што зборуваме за владење на законот, а не за владење на луѓе. Ви благодарам на издвоеното време. Благодарам вам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.